За дипломатијата со Никовски. Добар ден, почитувани слушатели. Помина летото, повторно сме заедно, повторно ќе третираме теми од дипломатијата, од политиката. А знаете, за жал, дипломатијата е многу важна за оваа земја, бидејќи главниот и основен проблем кој го имаме и со кој се соочуваме, тоа е името, а тоа е во основата проблем на дипломатијата. Кога зборуваме за одморите, имавме веќе изад нас еден тежок период исполнет со неизвестност, со многу недоразбирања, со многу внатрешни конфликти и да бидеме начисто. Добро е, исклучително е добро што е закажан датумот за изборите, меѓутоа не заборавајте дека до 11 декември ќе врвиме низ еден жесток период, со многу неизвестности повторно, иако застанаа сите за датумот во декември, мислам дека не треба да има дилеми дека неизвестност останува. Треба да има избори, сите се решени на тоа, меѓутоа дали ќе бидат или не, мислам дека нема да се знаат, ако не до 10, тамо до 5, 4, 3 или 1 декември сигурно. Јас сум длабоко уверен и дори можам да го математички докажам тоа дека првите два датума кои беа закажани 24 и 5 24 април и 5 јуни беа апсолутно нереални, измислени, извадени од ракав, ако сакате, се со цел да се побараат отстапки од владеачката гарнитура, да се спремат услови за неизин евентуален пораз, бидејќи целата афера, целата криза, аферата со прислушувањето, целата криза низ која врвиме е странски проект, тоа сме го рекле повеќе пати, да го повториме и сега. Целта е да се извршат промени во владењето со земјата, не ради демократијата, медиумите и слични, мислам, важни во суштината елементи, меѓутоа ради чисти и отворени и јасни политички интереси кои доаѓаат од надвор. А суштината за сето тоа се крие името, бидејќи целта е да ова држава се на крајот краиштата прекрсти, да се разнебити македонскиот народ и да се отвори да нова етапа, нова фаза на балканскиот период, овој полуостров, која во секој случај ќе биде погубна за македонците, ако ние го дозволиме, тоа се разбира. Значи, не одлучуваше нашата опозиција, да бидеме попрецизни, која ќе бидат изборите, ниту за 24 април, ниту за 5 јуни. Тоа е диктат на странскиот фактор, кој добиваше на време, оставаше простор за специјалното јавно обвинителство да ископа што може за да раскринка дел од владеачката структура и еве затоа вчера, денеска излегуваат со некои први обвинувања. Едното од нив, второто е смешно, мислам, со Карпош, тоа е повеќе обид да се од ништо направи нешто. Меѓутоа, велам, се тоа дел од тоа сценарио и кога два пати веќе се поиграа со народот на оваа држава, двата датуми одедени за избори се прескокнаа како можем ништо да не било, третиот веќе не може, знаете, тоа веќе е еден поширок срам за тие менаџери наши кои прават што сакат со оваа држава, бидејќи ако и трет пат ги одложат изборите, тоа ќе биде тотален пораз за нив и ќе мора што се види да дават некој отчет, ако некој наступа пред нашиот народ во центарот во Вашингтон или во центарот во Брисел, зашто се има толеранција, се има свој век на траење и тоа што се случуваше до сега веќе не сме да се повторува. Затоа од тагна точка датумот кој е закажан 11 декември апсолутно не е резултат на спремноста на нашата опозиција за некакви избори, туку напротив да се избегне резилот на меѓународниот фактор и да се оди на избори. И тука имаше еден момент, почитувани слушатели, кој мора да го знаеме и кој е суштината, основата, фундаментот на целата оваа криза. Се што беше направено, прислушувањето кое, како што рековме, е апсолутно странски проект, бомбите или петардите кои ги лансира, се со цел да го раскринкаат раководството на оваа држава, која 10 години држеше власта и многу направи, иако правеше сериозни грешки.
во никој случај не направи стратегиски, али сериозни грешки имаше и тоа е неспорно. Значи, целта е да се промени таа власт, бидејќи таа покажа неспремност да го види карбетот, да прифати прекастување на државата и сега, значи, кога сето тоа не успе, кога народот не беше излажен, остана своите определби и поддршката се уште дава на владеачката гарнитура. Сега се оде ми се чини на втората опција, на планот Б, кој вели да може да победи, бидејќи е неизбежно владеачката партија и незините коалиционери. Меѓутоа да направиме да таа победа биде што попирова, што помала, што понезнатна, да таа зависи после тоа што повеќе од албанскиот фактор и од другите коалициони евентуални партнери за формирање на влада. Нешто случува како што случува сега, на што сме сведоци сега во Хрватска. И затоа се продолжуваше тој рок, значи да се милиметар по милиметар зафаќа од месото на владеачката структура, за да се отворат некои простори за нивните планови за до прекастување. Најдобар доказ за тоа е дека ова сето што го зборувам не е измислено, не е извадено од раков, е изјавата на американскиот амбасадор кој рече: кога, ако не сега го решиме проблемот за името, значи кога државата е фрлена на колена, кога државата живее и поминува низ длабока криза, значи сега кога многу институции се, да речам, исфрлени од такт, исфрлени од функција, кога имаме привремена техничка влада, кога, мислам, се ненормално, значи во таква ситуација да ја прекаста државата. И за жал, мислам, сите тие наши домашни петоколонаши и слични платеници, тоа се го да поддржуваат отворено, максимално, неспорно и така натака. Меѓутоа народот е умен и народот свати дека тоа што ни го наметнуваат странците не е во интерес на оваа држава, не е во интерес на македонскиот народ и затоа се однесува така како што се однесува. Значи, ќе биде драматично да го завршиме прв дел од нашата емисија, драматично од 11 декември, до последниот момент нема да се знае што и како ќе биде и да бидеме уште нешто јасни. Самите избори нема да ја решат кризата. Доколку тие бидат успешни, доколку тие сепак се одржат и дадат некакво решение, тоа ќе биде само продолжение на кризата со нов интензитет, со нови чинители, со нови аргументи, така да мораме да бидеме издржливи затоа што пред нас е сериозен, опасен период кој мораме да го надживееме. За дипломатијата со Никовски. Надевам, почитувани слушатели, дека премногу не ве загрижив. Она што кажав, мислам дека е вистината која треба да ја знаеме. Ако се залажуваме и ако претендираме нешто што не е реално, што мислам ќе не води во погрешна насока, чинам дека е погрешна политика и затоа треба работи да се кажат со своето вистинско име, да се сочиме со нив, затоа што само така можеме да ги надминеме. Меѓутоа, да не биде се лошо, што би рекле, пона логика топло, студено, спомнавме дека ова е враќање по одморите, се надевам дека поголем дел од вас има убави релаксирачи, одморувачи одмори, ако сакате. И сега ви раскажеме на приказна за разликата во филозофијата на одморите меѓу западните земји и источните земји, мислам од далечиот исток, како што е Јапан. Пред години јапонците, почитувани слушатели, користеа максимум до 5 дена, а голем дел од вработените не користеа воопште одмор. И знаете, тие 5 дена тие ги користеа за да бидат спремни за да продолжат со работа. Додека западноевропејците, американците, значи од развиените западни земји, логиката, филозофијата е сосема спротивна. Сите тие работаат 11 месеци, да не се жртвуваат, со една единствена цел да уживаат месец дена. Значи, за нив е одморот најглавниот дел од животот, се друго е да речам, дел од тие напори, неизбежни активности за да може да се одмара, се патува и слично, а кај јапонците е спротивното. Така е во голем дел и кај кинезите, и кај виетнамците, особено кај далеко источните земји.
И знаете, Јапонија, која веќе спомнавме, на почетокот од 1960-тите години по нивото на развој беше иста како Југославија. И некаде за 20 години тие го направија првото светско економско чудо, кога за тие 20 години еден концепт на севкупен општествен и брз развој постигнаа ниво на високо развиена земја. Знаете што правеа? Јапонците одеа по меѓународните саеми со камери, со апарати, односно, сликаш се што е тамо произведено, на најактуелните, на софистицираните производи ги купува тие експонати изложбени саемски, ги носеа во земјата во Јапонија, ги расклопува и преку тие делови што ги добиваа, правеа проекти и градеа нови, ако може уште по-функционални, по-усовршени апарати. И другите земји западни, например, што организира изложби во Кина со цел да го освојат кинескиот пазар, кога сватија како работат кинезите, престана да им ги продаваат овие експонати саемски, зашто знаеме ќе ги расклопат, ќе ги произведат и по пониска цена и со дури повисок квалитет ги продаваат. Така да таа посветеност јапонска доведе до еден изморен развој, брз развој, велам некаде во 80-те години веќе беа меѓу првите светски сили, моментално се трета економска сила после Соединените американски држави и Кина, далеку пред четвртата Германија. Имаат факт е некаква економска криза, имаат добар дел имаат големи долгови, преку 200% е нивната задолженост во однос на општествениот бруто производ, меѓутоа тоа општество функционира, има решенија и таа не е доведена во некаков ќорсогак или некаков банкрот. И се уште една на оваа тема, уште една интересна приказна, некаде во, ја мислам баш во 1980-те години, да, точно тогаш, во тогашна Југославија дојдоа екипа на албански инженери во српска Лозница, монтираа некаква набавена јапонска технологија. Тогаш Југославија веќе работеше 5 дена дневно, во Јапонија се уште се работеше 6 дена дневно и јапонските инженери беа интервјуирани од некои од тогашните вестници или магазини, не е важно. И новинарот така пријателски праша, добро, а што мислите вие за Југославија? Кои се вашите впечатоци од Југославија? А еден од инженерите рече, ќе бидам искрен со вас, че знаете, ние сме веќе високо развиена држава, работиме 6 дена неделно, кога би биле на нивото на вашиот развој, ние не би работеле 5 дена неделно, туку 8 дена неделно. Една порака, мислам, силна за нивната посветеност, за нивниот фанатизам, ако сакате, кој го префрли центарот на светот од Атлантикот во Тихиот океан и сега најдинамичен светски регион кој најбрзо се развива, тоа е точно Тихиот океан, Пацификот и после Кина, после Јапонија која беше првото тоа светско чудо, следеа Јужна Кореја, следеше Тајван. Тие две економии кои исто така се направија неверојатен брз подем во економскиот развој, беа резултат на американската поддршка, бидејќи, како што знаете, Кореја е поделена и Јужна Кореја требаше да биде пример за Северна Кореја. Сега знаете што се случува меѓу двете држави, да не го тоа елаборираме, али Кореја постигна едно највисоко ниво на светски развој, колку само автомобили, друга техника, телевизори и кај нас се продаваат. Истото се случи со Тајван поради Кина, нели така? А следеше после тоа и Кина, мејнен што викат, односно континентална Кина, која направи еден невиден развој и тоа што го постигна Народна република Кина со главен град Пекинг за 10 години, тоа ниту една друга држава не го има постигнато помалку од 50 години. Тоа се тие феномени кога државата ги ослободува сите енергии, иако во Кина се уште владее еднопартискиот систем, тоа е се уште комунистичка држава,
тамо економијата цвета, стапките на развој годишни се 7, 8, 9, некој време беа и 10, 12 до 15%, што покажува една неверојатна енергија и ден денеска тие се веќе на нивото на Америка, и ако се по некој критериуми дури ја имат наминато и американската економија. Ова малце да одморимо од нашите овие секојдневни проблеми, од нашите грижи, од нашата криза која не тресе сите секојдневно. И пред да се вратиме на нашите проблеми, велам, ова е една мала приказна за тоа што го прават другите, едно искуство кое може да биде корисно и за нас. За дипломатијата со Никовски. Се враќаме, почитувани слушатели, на нашите тажни теми. Тоа се најкрупен, најглавен настан кој не очекува тоа се изборите на 11 декември. И сега само да направиме една мала компарација ова што нас не го диктираат нашите странски пријатели во наводници, нели така? И тоа што се случува во Америка. Не знам дали видовте некој на некоја телевизија новинар објавил дека Хилари Клинтон умрела. И никому ништо, разбирате. Тоа се извинил човекот, сгрешил health и death, ги помешал тие два изрази здравие и смрт и така натака. А кај нас ни направи ad-hoc комисија која треба да оценува аголот од кој, значи, снимателите го снимаат едниот или другиот, или така, агитатор на изборите, опозицијата или поготово опозицијата за власта не е обично во прашање, ќе го снимаат и ќе го коментираат и го контролираат гласот со кој најавува спикерот, дали има тука некаква иронија или нешто. Слушајте, такви глупости, такви невидени апсурди, што човек да тие 5 души во таа комисија да бидат генијалци, да бидат компјутери, па не може сето тоа да го регистрираат. Замислите, да се оценува аголот по кој снима камерата. Вие знаете дека на било кој настан од овие што се клучни на државата има понајмалце 15 камермани. И сега вие ако немате некоја централна позиција, ако сте некаде од страна и ако сте провладина, така речам, начелно телевизија и го снимате представникот на опозицијата, ако сте од страна од некој агол, вие не треба да го снимате, зашто инаку ќе ве казнат. Велам, такви смешни ситуации, такви абсурдни ситуации не доведуваат, што е тоа веќе, мислам, надвор од било кое мерило, надвор од било кој начин или метод или модел на толеранција. Меѓутоа, за жал, тие се ја зема власта во своји раце, прават што сакаат со нас веќе цело време, да не морам тоа да го повторувам, бидејќи сум кажал повеќе пати, тука Брисел има само секундарна улога, тоа се американците, и дури да спомнам дека Джейсон Мико, од вас веројатно некои го имаат прочитано, тој редовно објавява колумни, и би се чин денеска беше неговата или вчера колумна во Дневник, тој е еден американец кој е нас почетен конзул тамо, кој до сега во неговите многу интересни колумни споредува со Америка, ја почитува Македонија, тука проживеа 7 години, вика дека тоа биле најубавите години од неговиот живот, со голема љубов пишува за Македонија и велам, тој прв пат сега, од многу бројни негови колумни, го става на тапет, ако сакате, американскиот амбасадор. До сега се третираше со американски држави како некој наш партнер, што се насува до мене под наводници. Ова е прв пат тој да каже и да прави смешен американскиот амбасадор заради овие регулативи на таа ad-hoc комисија која треба да ја оценува дали така квалитетот, коректноста, балансираноста на нашите медиуми. Велам, прв пат е тоа и тоа е добро затоа што човекот во сите негови многу актуелни теми, велам, јас редовно го читам, прв пат да каже дека американскиот амбасадор, он ги спомнува и Брисел тука, меѓутоа тие не се многу меродавни. А замислите кај нас кој да објави дека, не дај Боже, починал Заев, према ова ad-hoc комисија треба да оди човекот во затвор, телевизијата се затвори да плати казал не знам колку милиони евра, што пари што ги нема. Така да тие двојни аршини кои постојано ги спроведува
развиениот Запад, кој од една страна зборува за демократија, владењето на правото, за нели така за легализам и слично, во исто време сите тие навистина позитивни квалитети не ги користат ако не се во нивни интерес. Да ја спомнеме повторно, да подсетим на Хашката пресуда, која ја игнорираат, иако Хашкиот суд е врвната светска инстанца. Тој што и тие што дневно ни тропат на врата и мафтаат со некакво владењето на правото и законот, не ја почитуваат главната светска судска инстанца. Значи, тука нешто е труло, тука нешто не функционира. И да го повторим и она што ми се бендисува многу како карактеристика и квалификација. Знаете, која е разликата меѓу терористите и западните демократии кои користат двојни стандарди? И едните и другите се терористи, според мене, бидејќи непочитувањето на правото, како што е Хашката наша пресуда, значи исто така игнорирање на меѓународниот правен поредок, исто тоа што го прават и терористите, за своји интереси тие користат сила, убиваат, се самоубиваат и убиваат уште стотици други. Значи, сето тоа е дел од една иста политика, само во друга обланда. Првата обланда е тероризам, кој сите начелно и длабоко во себе го осудуваат, а другиот тероризам, западниот, кој е резултат на нивните двојни стандарди, си врви како ништо не се случува, а тоа велам во основата не е ништо друго освен тероризам. Тоа важи и за нивната блокада, уцена и ултиматум на Македонија за напредувањето према Брисел, која велат прво името, потоа членство. Значи, прво ќе се прекрстите, а потоа ќе ја приме. Тоа е чист и јавен и јасен и класичен тероризам. За дипломатијата со Никовски. Најлошото, почитувани слушатели, во целиот овој наш галиматијас е фактот што многу сериозни политички сили немаат чувство за оние фундаментални, за оние стратегиски интереси на оваа држава и на овој народ. Веќе е познато, мислам дека и малите деца веќе знаат, дека капата ни ја кројат големите сили, кои зема голем замав во држава, кои многу често не третираат како да сме некој обичен протекторат, прават што сакаат. Постигнаат таков успех, велам, тоа друг пат не би требало да им се дозволи, зашто вината е во основата наша, а одредени политички сили, свесни дека немаат капацитети да бидат победници, да ја освојат власта на еден регуларен начин, стануваат вазали, зависници на овие странски интереси. Најнов показател има безброј. Од цело ова време, најнов показател е залагањето на шефот на опозицијата за ширење на албанскиот јазик, односно за изучување негово и равноправност на целата територија на државата. Знаете, Охридскиот рамковен договор, кој е резултат на неуспехот на војната од 2001 година, организирана и менаџирана токму од Вашингтон, пренесена од Косово и последица на Косовската војна од 1999 година, која исто така учекан не беше организатор на тоа. Таму работеа и тајните служби на Америка и председ на Велика Британија, ги подготвуваа учековците, спрема, наоружува и така натака, дојде таа војна и после таа војна беше логично дека ќе пукне во Македонија, се обидува и со трите општини во Јужна Србија, Медвеѓе, Бојановац и така натака. И кога и тамо не успева, во Македонија не успева, планот Б беше Охридскиот рамковен договор. Мислам дека не е спорно дека имаше проблеми за албанците кои треба да се решаваат, меѓутоа начинот на кој се тоа направи со војна беше апсолутно несоодветен. Самиот Мендух Тачи рече дека човекови права не се бараат со војна, има начин на кој се тоа постигнува, а особено во Македонија каде албанците се инкорпорирани во целиот систем. Тие тешки години после распадот на Југославија навистина не дозволија, што е наша грешка во основата, да
тие албански потреби, барања се стават на дневен ред, меѓутоа војната во никој случај не беше решение и таа не беше во никој случај за човекови права. Меѓутоа, велам, таа заврши со Охридскиот рамковен договор и некои неправди кои постоја меѓу во однос на албанците се решија. Меѓутоа, Охридскиот рамковен договор во целина е катастрофален за државата, мислам, за едната нејзина, и тоа се најубаво го доживуваме, бидејќи таа на некој начин се руши однатре. Пржинскиот договор и се тоа се случува ова криза е само продолжение на тој ист Охридски рамковен договор. Да потсетиме само дека се изместува центарот на власта од државата, од власта, од институциите во четворица, да ги наречеме племенски поглавици, кои на една апсолутно нерелативна и нереална основа решаваат. И тоа е целта која американците имат од почетокот зацртано, изедначување на американскиот и албанскиот фактор во земјата, иако нивниот однос е според бројот на населението отприлike 3:1. Значи имаме 75% отприлike македонци и 25% албанци. Велам, тоа се цифри кои се дискутабилни за вториот дел, меѓутоа нека биде така. И значи во таа основа се имаме неизместено да решаваат равноправно две партии од едните, две партии од другите. Тоа игнорирање на мнозинството, а основното начело на демократија е точно владење на мнозинството, што кај нас го изместуваат надвор од колосекот, само затоа да ги постигнат своите цели. Значи, со Охридскиот рамковен договор беа остварени услови за да се државата постепено руши од натре. Со административната поделба од 2004 година беа непотребно албанизирани делови на оваа држава. Вие знаете дека за се постигне тоа американците пред референдумот кој требаше да го поништи тој закон, не го признаа привременно и делумно името на државата, само да не успе референдумот. Тоа го имат објавено тие на од нивниот портарол во Стейт департментот, така да тоа не е моја измислица, него е апсолутно цитирање на нивните аргументи. И велам сега, доаѓаме до тој Охридски договор, кој имаше и реков позитивни елементи, меѓутоа во основата основен недостаток и основен проблем, основна причина зашто сите наши учесници во него еден ден ќе бидат осудени како без капацитет, односно недораснати за еден таков проект, е точно третманот на јазикот. Јазиците се оставени недефинирани, место да освен оној унитарен карактер на државата кој е само формално назначен, бидејќи веќе се игнорира од повеќе страни и повеќе аспекти. Значи, место да се нагласи македонскиот на јазик е државен јазик, доминантен јазик, официјален јазик, со обавеза сите да го учат, затоа што македонците ќе учат албанскиот јазик, во тето веќе масовно го прават, во гостивар го прават, значи секој кој што има потреба да го изучува албанскиот јазик, ќе го изучува, и тоа е нормално, и тоа да знаеш еден додатен јазик, тоа е едно богатство и додатно образование и култура, ако сакаш. Меѓутоа, обединувањето на државата и нејзината функционалност и целовитост мора да се држува со еден јазик. Доколку има два јазика кои што сега се форсира од албанците и американците тоа на сите начини го промовираат, значи разбијање на државата, гетоизирање на албанците и еден ден нејзина нефункционално. Значи, тоа е период кој, за жал, према кој се оди. И во таа насока изјавите на шефот на опозицијата дека треба да се изучува албанскиот јазик во сите, не знам, уште градинки и основни училишта на државата е апсолутно неприфатлив. Тоа е тачно спроведување на американските замисли кои се погубни за оваа држава и мислам дека сите мораме да ги осудиме. А да ве потсетам дека пред некое време кога албанците требаше да го изучуваат македонскиот јазик во нивните основни училишта, направија се тоа да се одлага, па да албанци го предават македонскиот јазик и слични марифети, се со цел да македонскиот јазик како обединувачки се уништи. Велам, целта на американците, чиј текст, чија основа и текст беше и Охридскиот договор и Пржинскиот договор, на некој еден, велам, малициозен начин, на еден студиозен начин, на еден долгорочен начин, ни подметнуваат, разбирате, постепено разбивање на државата,
a нашите политичари во еден голем дел, како да не речам дунстери, али како апсолутно недоквакани и апсолутно некомпетентни личности, тоа го голтаат малку по малку и на крај ќе се доведеме во една безизлазна ситуација. Бидејќи изучувањето и изедначувањето на албанскиот јазик со македонскиот значи директно признавање на федерализација на државата, тоа е крајно унитарниот карактер на нејзин и тоа е само прашање на време кога ќе дојде до нејзино распаѓање, односно до нејзина поделба. Во моментот кој ќе имаме федерализација на државата, македонската држава ќе биде крај, ќе биде приказна, таа ќе нема да биде македонска, него ќе биде само една етапа, една одскочна даска како да таа и формално се подели. Војната во 2001 не успеа, петте први соопштенија на ОНА беа за територии, ослободување на албанските територии во нашата од Македонија, мислам тоа сите што е таа проблематика го знаат тоа, и кога тоа не успеа, сега се оди тоа да се постигне прво со новата административна поделба од 2004 година и сега преку постепена федерализација нејзина, а клучен елемент во тоа моментално е македонскиот јазик. Тој е загрозен, нападет од сите страни, албанците го игнорираат како обединувач, како официјален, албанските министри се зборуваат на албански према медиумите, значи се однесуваат како се тамо дел на албанскиот народ, а не како коалиционен партнер, значи де факто го игнорираат основниот, фундаменталниот карактер на државата со игнорирање на македонскиот јазик како единствен официјален, а го користат тој и во меѓународна употреба. Така да тоа се грешки кои ние ги толерираме, а предводник на тоа за жал е опозицијата која оди се на таква неразбирлива политика која може да значи сериозни може да носи сериозни последици за сите нас. За дипломатијата со Никовски. Почитувани слушатели, бројни се темите кои го заслужуваат нашето внимание, меѓутоа да не ги потрошиме сите денеска. Например, следниот пат малце повеќе ќе се здржиме на новата глупост од Брисел, дека ќе наплатува такса за влегување во земите на Европската Унија од земите како Македонија, што нам покажува дека тие веќе имаат изгубено сите ориентири, али малце пошироко ќе оставиме следниот пат. Овој пат да ја завршиме како обично нашата емисија прво со апелот дека мора да купуваме сите македонски производи, да констатираме уште еднаш дека нашиот економски патриотизам и нашата економска зрелост се недоволни, дека ние во продавниците купуваме тоа што ни го ставаат на рафтовите трговците, а нашите трговци се лесно подкупливи, за многу ситни пари ги експонираат, ги ставаат на ударни места тугите увезените производи, нашите ги пикаат позади, за ситни пари, да земат големи пари, кечеш, ајде, секој е подкуплив кога се големи пари во прашање, меѓутоа ние се подаваме за ситно и особено во период на криза, вие сите знаете дека очекуваниот раст на нашето стопанство за оваа година е скоро преполовен, бидејќи кризата си го прави своето, кризата ги јаде корените на она што е најклучно за нас, знаете, на крајот од денот е најважно како живееме, а ако растот на стопанството е повисок, тоа значи ќе има повеќе колаче за сите нас, а чим тој паѓа и се преполовува, значи сите ќе бидеме, како би рекол, подкраднати за нешто што можеше да го имаме да го постигнеме. Затоа во овие моменти на криза уште поважно е да купувате македонски производи. Лично ги кој ќе одам во продавница во самопослуга, ги гледам нашите луѓе, никој или многу малку некој ќе се сети да побара македонски производ, зема по инерција, многу често им импонира странското и на крај тоа е погубно за државата, бидејќи Хрват, Србин, да не зборуваме Француз, Италијан, сите водат сметка за своето, ние не сме баш такви. И еден проблем кој го нотирав во таа област е што во сите кафулиња кога барате гусок, ќе ви дадат лименка странска.
от отприлike 250 мл, значи на четврт литар. Бидејќи, кој што ми е познато, нашите производители, а Македонија што ќе произведува, ако не произведува сокови, вино и слични земјоделски производи, бидејќи во тоа сме силни, јаки и квалитетни, никој не произведува такви лименки. Нашите пакувања се често или во оние пластични кеси или во литарски пакувања, може има и полулитарски, не сум сигурен. И тие се непогодни за угостителите, бидејќи кај нив е навистина нефункционално, ако сакате не хигиенски, да од литро сок сипаат туриваат во разни чаши. Значи, крајно време овај апел до нашите производители да некој се зафати, бидејќи во сите кафулиња, во сите ресторани, кога барате таква пијачка, добивате странска. Значи, на целиот наше производство и на сите капацитети ние трошиме странски производи, тоа најскапиот, бидејќи е мало пакување. И да бидеме уверени дека може би директно од кај нас купуваат овоштие тие што ни го враќаат сокот и кај нас го плаќаат за ситни пари, а нас наплатуваат повеќе струко, повеќе дупло, односно и ни продаваат де факто капацитет, способност кои ми исто така може да имаме тука. И една умност на крајот, тоа е, овој пат е посветена давањето. Има една стара мисла која вели: се што дадеш останува твое, све што добиеш, што примиш, никогаш не е твое. И вие свртете се дома околу вас, имате предмети кои ви се подарени и вие знаете дека, не знам, тој сат ви го подарил Трајче, ова слика ви ја подарил Петре и тие некој начин, иако се ваши ги користите, тие остануваат на Петре, на Трајче, на Ѓоко, на Митре, кои ни ги дале. Значи, многу е важно да се дава отколку да се зема и во тој контекст има една искуство кај гласи вели: никој никогаш не станал сиромав затоа што им дава на другите. Апел е да даваме на тие што им е потребна помош. Благодарам за вниманието, почитувани слушатели. Вие останете понатака на истата бранова должина. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 16 септември 2016 година. За дипломатијата со Никовски.